Драги гледачи, добар ден, добро дојдете и во 29-тото издание на емисијата Тип 102. Емисија во заедничка соработка со телевизија Кобра. Нека биде ова поздрав до сите наши гледачи, почивајќи таму некаде од Гевгелија, Богданци, Дојран, Валандово, Струмица, Радовиш, Штип, Кочани, Пробиштип, Виница, Делчево, Берово и сите они околни помални места кај што допира сигналот на Ирис телевизија и на телевизија Кобра. Во овој тмурен, дошли 2 мај, нека биде ова, еве и честитка за празникот. Некогаш бевме убаво вака распослани по полињата, по ливадите околу Штип или околу вашите места, меѓутоа времењето си го направи своето и еве овој 2 мај ќе се обидам јас со моите гости, со дечките режија, да ве одоброволиме еден час да другоруваме и да уживаме во спортските благодети на оваа емисија. Денешен наш ексклузивен гостин, веднаш ќе го најавам, ќе биде тоа човек кој што директор од Лондон слета во студиото на Ирис телевизија, Југослав Стефанов, карате мајстор кој што има и тек како што да каже за неговата блескава кариера, иако е уште млад, знае да изненади и впрочем минатата година во Ридинг се закити со бронзен медал на Европското првенство во Англија. Значи 2014 бронзен европски медал, додека нешто пред тоа балкански шампион во карате. Ексклузивен гостин, реков Југослав Стефанов, а не е одне да кажам дека во оваа емисија, радосно да кажано, има и Џаро тип катче во кое што околу 14 часот се јавува директно Велибор Џаровски Џаро, но нема да биде изненадување, знае тој ќе стопати на празник да не изненади, па да долета и тој директно во студиото на Ирис телевизија со неговите ексклузивни дојави, парови, спортски, фудбалски, кои што знаат да изненадат, меѓутоа знаат да бидат добродојдени за финансискиот буџет. Накратко за емисијата тоа предлагам да одиме со џингл и веднаш потоа со останатите содржини. Реков 29-то издание на емисијата Тип 102 во заедничка соработка со Ирис телевизија, телевизија Кобра и облажувалиците Вилхил. Ова е најновиот билтен. Билтен во кој што може да ги најдете сите оние содржини спортски, почивајќи од најважната споредна работа на светот фудбалот, па се до она кошакарска професионална НБА лига во која што и тек како се разгоруваат борбите во плей-оф, завршницата во источната и западната конференција. Веќе има назир кои се оние полуфиналисти. Она што е најновее да кажам, Перо Антич со неговата Атланта Хоукс успеа да обезбеди пласман во полуфиналето, но ќеска имаше 4-та победа, така да ова е историја за македонската кошарка која преку Перо Антич еве достигнува вистински зенит. Во билтенот на Вилхил, нека биде ова поздрав и до дечките и девојките кои што еве овој празничен 2 мај се на своите работни места, ви очекуваат вас да дојдете да се уплатите талони, да дојдете до добивка. Тие се најредовни, највнимателни, ги очекуваат вашите уплати и еве дека биде ова поздрав и до нив. Оно што го нуди билтенот на Вилхил, секогаш го потенцираме, тоа е дека има интересна атрактивна игра во која што секој тикет со 6 и повеќе парови дополнително се наградува со бонус. Тикет со 6 парови бонус 5%, со 7 надпревари 10%. Тикет со 8 надпревари 15%, со 9 20, со 10 25%, тикет со 11 надпревари за него следува бонус од 30%, тикет со 12 надпревари бонус од 35%, со 13 надпревари бонус од 40%, со 14 надпревари бонус од 45% и тикет со 15 надпревари за него следува бонус од 50%. Кога сме кај ова, да кажеме дека минатата емисија наш и ваш ексклузивен гостин беше поранешниот капитен на Брегалница Елмир Мандак. Надпревар кој што беше
тема и дилема за ваше јавување и погодување беше средбата Арсенал Челси, која што заврши 1:1, а добитници на награди од Вилхил се Лазе Велково Штип и Елмир Мандак, нашиот гостин, кој што прогнозираше 1:1, па беше најблиско некако до овој резултат, меѓутоа средбата заврши без голови 0:0. 1:1 беше неговата прогноза, 0:0 заврши над преверот, а најточна прогноза имаше Лазе Велков Реков, кој што имаше двознак Кец 0 и Елмер Манда кој што прогнозираше 1:1. Ова е накратко за правилата, пропозициите. Инаку да споменем и тоа, наш предлог и предлог на нашиот гостин Југослав Стефанов. За ваше јавување на броевите 612 313 и 612 314 ќе биде надпреварот Брегалница Тетекс. Од утре започнуваат фудбалските возбудувања во плей-оф и плей-аут над преварувањата во рамките на првата македонска фудбалска лига. Битката за опстанок, екипата на Брегалница започнува на градски надпревар помеѓу Брегалница и Тетекс. Овој надпревар ќе биде предмет и за ваше јавување како ваша задача со која што вас, драги гледачи, заеднички ќе реализираме и оваа 29-та емисија Тип 102. Предлагам да одиме со джингл, со реклами и веднаш тука до мене ќе го запознаете нашиот денешен ексклузивен гостин Југослав Стефанов. Вистинските прогнозери знаат да одберат. Следете надпревари, уживајте и навивајте за кого сакате и каде сакате, но имајте стил. Обложувајте се единствено во Вилхил. Во билдените на Вилхил спортскиот свет ви е како на дланка. Ваш избор со наш коефициент до примамлива добивка. Обложувалници Вилхил во секој катче на Македонија. На прашањето кој оператор на широкопојасан интернет според ваше лично искуство нуди најдобар однос помеѓу цената и квалитетот, граѓаните на Република Македонија одговорија Телекабел. Одберете Телекабел, најдобра вредност за дадените пари. Best Buy, Avorov Macedonија. Спортисимо, вистинско место за вистинските влюбеници во спортот. Оригинална машка и женска спортска опрема. Патики за сите намени од врвните брендови како Adidas, Nike, Columbia и Lacoste. Брендирана спортска облека, тренерки, мајци и јакни. Обувки за рекреација и планинарење од Caterpillar и спортски чизми. Спортски чанти, ранци, капи и спортски реквизити од познатите брендови. Ако сте вистински влюбеник во спортот, вистинското место за вас се продажните места на Спортисимо на 3 локации во Штип, Почани и Струмица. Бидете дел од ЕТЦ фамилијата. Секој прв викенд во месецот најсреќниот купувач вредноста на сметката ја добива гратис. Оваа недела, покрај редовните акции, Елкос ви нуди и екстремно ниски цени на свежа свинска кременадла за 199 динари и свежо свинско ребро за само 209 динари. Елкос, каде купувањето носи насмевка. Вистинските прогнозери знаат да одберат. Следете надпревари, уживајте и навивајте за кого сакате и каде сакате, но имајте стил. Обложувајте се единствено во Вилхил. Во билдените на Вилхил спортскиот свет ви е како на дланка. Ваш избор со наш коефициент до примамлива добивка. Обложувалници Вилхил во секој катче на Македонија. Директно од Лондон во студиото на Ирис телевизија реков во најавата наш денешен, наш и ваш гостин Југослав Стефанов, на го велам добар ден и добро дојде. Добар ден, добро ве нашол.
Југо, како е во студиото на Ирис телевизија? Сигурно си имал прилика да гледаш некој од нашите емисии, меѓутоа вака во живо? Па студиото ми се многу свиѓа. Редовно ги гледам вашите емисии на интернет, поточно на YouTube. И баш ми е чест што сум денешен гостен во вашата емисија. Имавме неколку представници на карате спортот. Јас веднаш да кажам нашите гледачи, ти си од каратето. Тука беше Емил Павлов, беше Сашко Патрклиев, беа некои други од оние борилачки спортови. Еве вака на прв поглед гледајте и имаш доста кошаркарски предиспозиции. Дали каратето ти е уште од малите нози или имаше некој друг спорт во почетокот, во оние детски денови? Па да, каратето ми беше уште од мал, кога со карате се занимавам кога имаше 5 години. Татко ми беше однесел, вика мора вика некој спорт да почнеш да тренираш, гледам вика многу вика имаш енергија и викам почнаме со карате и така полека ден за ден го засака каратето. Каде беа почетоците, на колку години, во која екипа, кои беа првите тренери, кои беа првите другари? Па почнав кај тренерот Кирчо Патрклиев. Тогаш трениравме во текстилно училиште. Таму ка бевме можда повеќе од 10 години. Кирчо Патрклиев како тренер беше? Да, Кирчо Патрклиев. Таму имав доста добри клубски другари. Ќе спомнам, тоа е Мерија Ефремова, Богдан Мицов, Сашко Патрклиев, Емил Шалев, кој моментално не е овде надвор од државата. Каде? Во Англија тој исто. Заедно сме таму када. И овие сега што са така, ние што ги викавме помлада генерација, тоа са Сашко Ефремов беше на Мери брати, Милан, таму ка беше Емил и уште едни двајца, не знам, не ми текнува моментално кој беа. И како беше, колку време тренираше за почеток вака во првите детски години, колку е потребно тренинг, колку пати трениравте на ден? Рече дека тоа беше во текстилното, така? Да, па кога бевме во текстилното, мислам и до ден денеска, клубот Македонка држи тренинзи понеделник, среда и петок, држевме, од 7 до 9 часот. Тоа е навечер? Навечер, да. Во 17 часот, во 19 часот до 21, али кога имавме надпревари пред некој турнир, значи моравме да вежавме повеќе време за да ја подигнавме формата. Да. Е сега, речи од детска возраст, кога започнуваат првите позначајни резултати во каратето за Југослав Стефанов? Па вака сега, значи јас почнав на 5 години, првиот мој надпревар беше на 8, кој што само бев учесник во тој надпревар. После натам следува моите успеси, бев државен првак, значи од мојата 10 возрастна година, значи до 18 години бев прв во мојата категорија. Тие 8 години нон-стоп првак? Да. Значи пионерска, младинска, кадетска конкуренција? Да, секој пат сум бил прв и кога имав 18 години прв станав на сениорско првенство. Државен првак? Да, прв. За сениори? За сениори. Тогаш потпишав договор за клубот од Мак Петрол, не само јас и уште некои каратисти што се Жарко Арсовски, Сашко, Мерија Ефремова, Богдан Мицов и Сашко Патрклиев. Чекај, тоа са 5 мина, значи Штипјани го одржуваат Мак Петрол? Па така некако беше, ние повеќе од 50% Штипјани го сочинуваа Мак Петрол. Тоа е голем успех и за тебе и за сите останали. Да. Спомена во разговорот дека имаше успехи како младински надпреваровац на Балканијада, на некои меѓународни надпревари. Каде беше тоа? Кои беа успесите? Па да, на 2003 година во Истанбул имаше балканско првенство за пионери и за помлади кадети. Јас бев кадет тогаш и го освоив првото место. Имав балкански шампион. Балкански шампион, да. Добро, Југо, еве ги знаеме другите борилачки спортови. За ова балканска титула сигурно ќе сетиш што е 2003 пред 12 години. Колку борби се потребни да се дојде до шампионскиот трон? Па
Од прилика мислам дека од 4 до 5 борби. Сега зависи колку има Конкуренција, надпреварувачи, конкуренција, има некои во таа конкуренција не се чувствуваат како спремни, па не дојдат. И така, иначе јас имав 5 борби во мојата конкуренција до финале, со финалната борба. Да. Втората со Србија, третата бев со еден од Грција. Во полуфиналето го победив еден од Руманија и во финалето го победив противникот од Србија. Знаеме дека каратето води потекло од Кина, веднаш потоа се префрла во Јапонија, меѓутоа во поново време, поготово во балканските земји во Европа, каратето има особено широк и добар замав. Еве, свидетели сме на тој Емил Павлов. Минатата година беше европски шампион во Тампере, Финска. Што ќе рече во финали или Босна и Херцеговина, Хрватска, Србија, Македонија, тука што ќе рече дека каратето има едни такви силни претензии и замав. Рековме дека од далекиот исток, меѓутоа огромна популарност на каратето во Европа и поготово во балканските земји. Па да, ја мислам дека ние како на пример бивша Југославија, СФРЈ, мислам дека сме биле така понадарени за спорто. Те и еве можеш да видиш и сега моментално дека најдобрите спортисти, да речем, и во кошарката, и во ракометот, и во фудбалот се повеќето од бивша Југославија, така да речеме, на Балкан, како што се кошаркари и фудбалери играат по Европа и така. Го имаме сега, ви покажуваше слики со Матиц, со овие нашите фудбалери во Челси, во други екипи. Зборам наши од бившите југославски. Други некои позначени настапи во Грција, Бугарија, тука некаде во околните земји? Имам учествувано на повеќе европски и 2 пати на светско првенство. Чи на едно европско првенство бев 5-ти, тоа е во Грција, во Солун. 5-то место. 5-то место, кое е за борба за во полуфиналето. За во борба во финалето изгубив од Шпанија, изгубив 2-1. И потоа за трето место изгубив од надпреварувач од Словачка. Други настапи? На светско првенство имам го победено Хорне, тој е еден светски каратист од Германија. Го победив 3-0 во Италија на едно европско првенство. Тој не му беше ни верно дека е изгубил од некој си држава, што не ја ни познава. Меѓутоа ќе те памети, добро. Да, иначе тој е освојувач на повеќе злато од европските светски првенства. Светско првенство каде беше тоа? Каде настапи? Светско првенство настапив во Истанбул, кој што го освоив 7-то место тогаш. Да. Последен успех, рековме дека веќе 2-3 години си во Лондон, во Англија. Има ли време за карате таму? Па, за карате, за спорт поточно, нема многу време, пошто е многу голем град и зависи од работа, дека работиш, дека живееш, и е многу потешко да најдеш послободно време. Ама иначе јас продолжи да си тренирам тамука, може да тренирам околу 5-6 месеци, и лани добив писмо од Карате Федерација, од Вадор Карате Федерација на Македонија, пошто бев тамука, дали сакам да се надпреварувам за македонска репрезентација која што ќе се одржи европско првенство во Ридинг, Англија. Прифатив со мојот пријател од Англија, исто Емил Шалев, кој што и он тренираше со мене дека бевме деца, и со Сашко Патрклиев. Значи ние беме тројцата, другари од клубот. Да, некогашната екипа на Македонка, да. И баш ни беше мило што беме представници на Македонија, точно ние баш тројцата од многу давно не сме биле заедно и го освоивме трето место во екипното, а јас поединечно исто така освоив трето место. Значи 2 бронзи, екипно Македонија и поединечно, да. И Сашко Патрклиев го освои третото место. Да се дојде до ова трето место, рековме за прво место 5 борби, до бронзата сигурно има 3-4 борби. Да, имав 4 борби за бронзениот медал. Првата борба победив со еден од Белгија, второ коло победив еден од Португалија, потоа изгубив во финале од Англија, представникот на Англија, домашен противник. Да, јасно. И
за бронзениот медал се борев со еден од Италија, кој што го победи со 6-2. И баш ми беше мило, баш после толку време, Бронзен медал. бронзен медал. На радост и на задоволство на цела македонска Македонија. спортска јавност. Југо, може ли да знаеме што работиш во Лондон, бидејќи некако спортот те привлекува, може би и работите врски се на таа тема? Па да, кога отидов во Лондон, малку беше потешко додека да се средат некои работи, ама сега веќе е добро и така да работам во еден ноќен клуб во Лондон како обезбедување. Си имаш оние документи и лиценцата? Да, се тоа. Одев на школа, положив се сето тоа. Не е толку лесно да се земат тие работи, пошто треба да имаш предиспозиции, треба да минеш курсови, треба борички вештини да знаеш. Пошто не може таму кај е голема држава, голем град и многу туристи, не знаеш никој пат на што Треба можеш да си лојален граѓанин на Велика Да. Британија, Лондон, да имаш предиспозиции, пред се дисциплина, навика. Како се прима тебе успесите на македонците? Сигурно таму контактирате, ги следете на стапите, еве, конкретно ќе зеа примерот со Емил Павлов. Еден македонец да освои европско злато во Тампере, Финска. Сигурно се прашуваат и енглезите и Велика Британија, од каде до каде таа Македонија, еве. И какви се коментарите ако Па знаеш, воопште ги има? коментарите, ја мислам стварно свакам участ на Емил Павлов. Баш ме израдува за тоа и му пожелувам уште понатаму поголеми успеси. Али, знаеш, кога некој не е од твојата држава и кога освое врвот, коментарите се малку поразлични, као демек, не знам, Случајно бил или... случајно или може да е нешто до среќа, али ипак Емил е доста спремен. Така да, мислам дека заслужено земал. Спомена ти твојата генерација, то доволно зборува дека еве има и Кил Иванов, има Сашко Патраклиев, Мери Ефремова беше тука се Сашко и Жарко Арсовски, да не ги забравив. Спомена ти нешто дека и Борче имаше екипа, Борче овој раководител во ЈПИСАР, и тој беше во карате водите. Па да, поточно јас кога се запишав прв пат на карате, Кирче Патраклиев заедно водеше клуб со Борче. Не му го знам презимето точно. Заедно они беа можда неколку години заедно, па после се раздвоија, Кире си го зема неговиот пат, Борче неговиот. Така јас се останав кај Кире. Тука некаде прекинавме, рече дека тренирате во текстилна, а сигурно го имаш и оној подобар посовремен услов на тренинг во неоколгашната пинг-понг сала. Дали тренираш и таму? Да, значи таму кога тренирав, може би 7-8 години плюс. И сега имаш ли разлика од текстилна до Да, таа да, сала? таму кај веќе, пошто на многу клубови тука е желба да си имат собствена Собствени сала. простори, да. Собствена сала, така да можеш да си опремеш салата со опрема, кога трениравме во текстилната, имавме услови, ама како да немав. Факт е, че тоа е имитација на Да, тренинг. сега од кога се преселивме во бившата на пинг-понг сала, таму кога тренерот Кирче, значи вложуваш и во салата и во нас. И оние татами има, да. значи со се, значи ја мислам дека ние бевме во првите 3 клуба во Македонија кои што имавме собствени татами. Добро, за условите за тренинг зборува податок кој тебе и тоа што го рече дека 5 мина од Штип отидовте во Скопје. Скопје да играте, тренирате, сигурно тие екипи се, ја не знам, ти си бил, сигурно имат посовремени услови, сигурно имат повеќе бенефити со финансиски прибавности, да. Например, Мак Петрол моментално и карате клуб Металург од Скопје, моментално се они, ја мислам дека се најспособни со финансии. Најсилни финанси. Најсилни финансии, така да одат излигуваат и надвор од државата и одат на секакви надпревари, значи тоа се си плаќа клубот. За време спортист нема гајле во било кој спорт да помине. Ти тренираш, рече, и фудбал, и кошарка во Лондон со нашата екипа, така да се излезат Штипјани во Лондон. Дали знаеш дека Жарко Арсовски премина во друг спорт? Па да, читав на интернет и баш ме израдува, Тоа беше ексклузивно од оваа емисија.
каде што беше гостин ни Жарко Арсовски и рече дека оди во кикбокс. По кикбокс, да. И како што видов, мислам дека ја освоил злато на еден Да, вече го има надпревар. првото на државно првенство во кикбокс, првиот златен медал. Нека му се множат. Да. Па токму тоа беше дека и тој за Макпетол настапуваше. Да, заедно трениравме. Многу, ја мислам, 3 години заедно трениравме. После 3 години јас пак се врнав во матичниот клуб, кој што таму ка продолжив уште 2 години и потоа ми се шанса да одам во Лондон и моментално сум Таков е таму. карактерот на емисијата, ќе ми простиш, имаме Нема гледач на линија. Ало, добар ден. Горан Аков на телефон. Горан Аков. Да, Горан повели. чиста единица. А ова за прогноза за надпревар Брегалница Тетекс. Да, чист кет. Горан, Да, со среќа, каде си? Да не се на излет? на излез во Брест. Во Брест. И Да, допира ли сигналот на Ирис телевизија таму? Се слуша, има добар сигнал. Океј, Горан, поздрав, убаво да си поминете Поздрав за и празникот пријатно. и со среќа, еве Брегалница, првиот стигна резултат тип 1. Да го одорам со среќа, Горан. Тука сме уште кај Жарко Арсовски, тој велеше дека имал договор некој со Макпетрол и сега не му дават исписица, барат до големо обештетување. Мислам, не е скромно, не е коректно толку години и ти си бил член на тој клуб. Мислам дека тие се одолжиле преку шампионски титули. Дали е коректно и фер вака да се барат големи суми за фактички да се го откупи договорот и затоа тој прекинува со каратето, оди во кикбокс. Знаеш, малку во спортот тоа е на некој начин бизнис, че секој спорт има бизнис. Мислам во професионалниот спорт, кој што можеш да видите и секој фудбалер, значи не може туку така да премине во еден клуб од еден во друг клуб, че мора тој што е новиот клуб да плати некоја цена за да го земе играчот. Така и во каратето. Сега, ако тој решил стварно да се откаже од каратето да премине во кикбокс, мислам дека не е фер да му прават такви работи. Имаме нов гледач. Ало, добар ден. Ало, Ало? повелете. Да. Добар ден. Добар ден, вашите име, презиме, прогноза. Митко Стоиловски. Како? Митко Стоиловски. Митко Стоиловски, од каде се јавува? Од село Саса Македонска Каменца. Од Саса, Македонска. Повели, Митко. Кецикс. Кец X, Брегалница Тетекс. Благодарам, Митко, поздрав и со среќа, еве, баш ми мило на овој празничен ден јавување од Саса Каменица. На другата линија имаме втор гледач. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. На телефон е Игор Илиевски од Каменица. Како сте? Игор Илиевски. Да, како сте, господине? Добри. О, вие сте полицајецот, Да, пријателот да. на Джаровски. Да, па јас сам исто како него прогнозирам дека Брегалница нема шанси да испадне од првата лига. Единствен клуб ни е од Източна Македонија, па ќе биде жално ако испадне. Игор затоа Илиевски, јас да ти кажам дека Джаровски треба да дојде во емисија, а тука е веќе. Што да му поврачаме? Па ќе се слушнеме ние со него, не е проблем. Ајде, кој ќе веднаш по гостин од Југослав, Джаровски ќе Да. влезе во студиото, тој е ексклузивен гостин исто, да се да. јавиш повторно. Сега Па, прогноза. Значи, ја прогноза да, значи јас би ја типувал ќе играм кец за Брегалница. Значи, сакам да остане единствен прволигаш ни од тај дел на Македонија. Браво, браво. Благодарам, Игор, еве да Да. се слушнеме за некоја минута. Добро, фала ви Джаровски многу, е значи веќе кец тука од мене пред портите на типувам. студиото. Поздрав, пријатно, се на... Ќе се слушнеме. Дали имаме друг гледач, режија? Не. Спомнаме тоа. Имаме ли гледач? Ало, добар ден. Ајде да го слушнеме уште. Ало? Повелете? Ирис телевизија. Да? Ванчо од Делчево. Име и презиме, Ванчо. Ванчо Трајановски. Ванчо Трајанов од Делчево. Да. Прогноза? Брегалница Тетекс, Тип прогноза? еден. Тип 1. Тип 1. Благодарам, Ванчо, поздрав со среќа. Југо, сосема се... А, уште еден гледач. Ало, добар ден. Ке ви простиш Ало. така карактерот на емисијата. Добар ден.
Добар ден. Повелете. Од Радовиш, Кире. Кире, Кацарев. а презимето ще еднаш? Кацарев, Кире. Од Радовиш. Прогноза? 2 до 3 гола. 2 до 3 гола. Благодарам. Кире од Радовиш, нов гледач. Повелете. Се исклучи гледачот. Дали имаме друг гледач? Режија? Да. Добар ден. Повелете. Добар ден. Вашето име и презиме? Тука Томче. Ало? Ало, Да, повелете. дай го пушката, бе. На телефон, повелете, кажете. Пушка, добар ден. Добар ден. Белмондо. Кој? Белмондо е тука. Зафировски Евги. Да. Повели Евги. Белмондо, бе. Знам, Евги Зафирос и Евгений. Прогноза. Кажи му на пушката. Иксу кец. Икс, Иксу кец. Укец. Благодарам Евги, поздрав со среќа. Ова е Белмондо, популарниот. Јас го знам, Евги Зафировски, сигурно го и Југо знае. Дали име друг гледач, ало? Нема. Југо, уште едно прашање како е во Лондон, сега си тама веќе 3 години. Рече нешто дека се нема време за тоа, меѓутоа накратко да опишеме ситуацијата во Лондон. Како е, славоѓа ли се нашата македонска штипска колонија? Па да, доста добро се снаваѓаат сите. Сите, како што познавам повеќе од штипијани кои се тамука, доста добри се, работат на добри места, живеат добро, е сега како се осеќаат, они си сами знаат. Чим се тамата. Да. Да одеме сега со оваа основна задача, ќе ја замолам режијата да одеме со телопот, со паровите. Твој предлог за денеска се 10 парови плюс овој брегалница теток за гледачите. Прва двојка Вердер Ајнтрахт. Твоја прогноза? Па ја мислам дека во германското првенство има многу голови, така да ја би ја типувал 3+. Вердер Ајнтрахт 3+. Да. Одиме со вториот пар Хофенхајм Борусија Дортмунд. Хофенхајм Борусија Дортмунд би ја типувал чиста 0. 0. 0, да. Режија 0. Трета двојка Бајер Леверкузен Бајерн Минхен. Бајер Леверкузен Бајер Минхен. И таа би ја играл на голови. Мислам дека ќе исто 3+, пошто германците играат точно до 90-та минута трча, така да знаат да газат. Знаат и голови да дават. 3+. Манчестер Юнайтед, ВБС, тие си во Англија, во Лондон, го следиш добро англиски фудбал. Има ли можност да гледате некој надпревар? Па да, сум бил, јас го имам гледано Тотенхем со Фулом, бил сум на 2 пати на Челси, еднаш со Ливерпул и еднаш пред сезона со на еден пријателски надпревар со едни од Шпанија, мислам дека беше Реал Сосиедад. Да. Одиме со следната, значи Манчестер Юнайтед Вест Бромвич Албион. Манчестер фаворит Кет. Тотенхем Манчестер Сити. Тотенхем Манчестер Сити. Ја мислам дека таму ќе има исто голови, пошто Манчестер Сити се бори за во првите 3 бода, така да Манчестер Юнайтед е пред нив. Тотенхем исто и они се борат за куповите, мислам дека ќе биде отворена игра, дека ќе има голови. 3+ и таа. 3+. Следува Челси Кристал Палас. Челси, значи Кец единица, така да со оваа победа ќе заверите турот. Да. Кордоба Барселона. Кордоба Барселона. Барселона 3+ ќе играам. Мислам дека ќе победи, али ќе играам 3+ ради тоа што па во вторник среда има Лига шампиони, така да ќе се. Да. И има тоа на квота околу 100 голови премина и тие и Реал доста голови постигна во оваа сезона. Севилја Реал. Истото мислење за Реал 3+. Самдорија Јувентус. Самдорија Јувентус ќе овој пат ќе играам малку од страна на Самдорија, пошто Јувентус ја завери титулата
Играе Значи- во вторник со Реал, така да мислам дека ќе ги чува Значи двозна Кец, Милан. Кец Икс. И Наполи Милан. И Наполи Милан, ја мислам дека X2, повеќе сум за За Милан. Милан. 90% од гостите што би беа во оваа емисија сите се за Милан, меѓутоа никако да ја тргне ова година на Милан. Јас сум за Арсенал, иначе, али Наполи исто играе во Купо во четврток. Мислам дека е полуфинале или четвртфинале, не ми текнува што е. Мислам дека така да ќе дадам предност на Милан. Режија ми се чини дека имаше некои слики кои ги донесе нашиот гостин, ако може накратко да ги искоментираме. Дали може да ги видиме сликите, режија? Еве, ова е дел од таа слика. Да, ова е 2003-та, кога во Турција го освоив првото место, станав балкански првак. Балкански шампион во Истанбул, Во Турција. Истанбул, да. Одиме понатаму. Значи рече тука до евове Овде може да видиме, значи овде е Еве, на сликата е Богдан Мицов. Ово во средината ни е тренерот Бошко Заборски, кој е тренер на Мак Петрол. ова е ми се чини Сашко. Сашко Патраклиев, јас сум до Сашко, од другата страна е Богдан Мицов и доле во женските во првата линија е Мерија Ефремова. Така да Ова е. да, така да ние можете сами да видите дека пет надпреварувачи, Типјани. тројца штипјани со златен медал, 20 од Мак Петрол се само учесници на овој турнир. Да. Дали имаме друга подготвена слика, режија? Ова е во 2014 во Лондон во Англија, Во Ридинг. Во Ридинг, кога со Сашко Патраклиев го Бронзен медал бронзовиот и плюс екипно и да, поединечно. поединечно. И Сашко исто И екипно Сашко и поединечно, да. поединечно. Имаме гледач да не чека на линија. Ало, добар ден. Добар ден, среќен ден да вас. Благодарам, кој е на Верчан линија? Донова на телефон. Кој? Верчан Донова на телефон. Верче Донова, Верче, прости ми, не те слушнав. Прогноза, Верче? Па Брегалница тепех, денеска мора Брегалница да тепа, а со единка, а може да типам колку ќе тепа или доволно Ако е само сакаш, може единица, може и точен резултат, Верче. И двата одговора ги прифаќаме. Па може единица и 2-0. 2-0. Надпреварот се игра утре 16 часот, значи утре, плей-аут и плей-оф се во недела од 16 единствено, Вардар од 18. Верче, благодарам, среќни празници и со среќа. Значи готово завршиме и со ова. Сега, како што е редот, типување или точен резултат, Брегалница Тетекс. Ја мислам дека Брегалница ќе победи со 3-0. Југослав, само да запишам, бидејќи и ти влегуваш во конкуренција, минатата недела еве Елмир Манда како гостин имаше точен резултат и тој добива наградата бесплатно уплата на талон во вредност од 50 денари. Значи резултат 3-0. Да не 3:0. ја играм дека ќе победи, знам дека ќе победи сигурно. Да, 3:0. Сосема за крај, Југо, што ќе порачаме на Штипјани? Кога заминуваш за Лондон? Па на сите Штипјани, на сите мои сограѓани, посакувам се најубаво, да ги пратя здравје и среќа на сите, каде и да се во светот. И во Лондон оваа недела, значи, знаеш кога е броено времето, брзо минува и оваа недела си заминувам повторно назад. Јас ти благодарам што ова кратко време престои во Штип го искористи. Баш ми мило и драго што ни удостои со твоето присуство на оваа емисија. Нека биде во поздрав до наша колонија во Лондон, во Велика Британија, на секаде по светот, бидејќи сите оние спортисти каде да се добродојдени во емисијата Тип 102. Да, фала многу, ќе поздравам сите и ја мислам дека ќе се видиме во наредна прилика. Благодарам уште еднаш. Ова беше Југослав Стефанов, нашиот денешен гостин. Предлагам на режијата да... уште еден телефон, да. Гледач на телефон. Добар ден. Ало? Режија, не добивам сигнал. Повелете? Ало? Ало? Вашето име, презиме и прогноза. Лазар Велков. Како? Лазар Велков на телефон. Васе Велков. Да.
Васе Велко, прогноза? Дали Велков? Нешто не е во ред со линиите. Предлагам тука да одиме со джингл и со... Дали го имаме гледачот? Ало, добар ден, повелете. Добар ден. Сакам да типувам за брегалната Кеци 2+. Кеци 2+, име, презиме? Никола Митев. Никола Митев, од каде? Од Три Чешми. Никола Митев, Три Чешми. Благодарам, Никола, поздрав и со среќа. Кеци 2+. Одиме со джингл, со поздрав, почит кон нашите спонзори, реклами и веднаш потоа со она популарно, најпопуларно ќаро тип катче. Вистинските прогнозери знаат да одберат. Следете надпревари, уживајте и навивајте за кого сакате и каде сакате, но имајте стил. Обложувајте се единствено во Вил Хил. Во билтените на Вил Хил спортскиот свет ви е како на дланка. Ваш избор со наш коефициент до примамлива добивка. Обложувалници Вил Хил во секој катче на Македонија. На прашањето кој оператор на широкопојасан интернет според ваше лично искуство нуди најдобар однос помеѓу цената и квалитетот, граѓаните на Република Македонија одговорија Телекабел. Одберете Телекабел, најдобра вредност за дадените пари. Best Buy, Avorld Macedonија. Спортисимо, вистинско место за вистинските влюбеници во спортот. Оригинална машка и женска спортска опрема. Патики за сите намени од врвните брендови како Adidas, Nike, Columbia и Lacoste. Брендирана спортска облека, тренерки, мајци и јакни. Обувки за рекреација и планинарење од Caterpillar и спортски чизми. Спортски чанти, ранци, капи и спортски реквизити од познатите брендови. Ако сте вистински влюбеник во спортот, вистинското место за вас се продажните места на Спортисимо на 3 локации во Штип, Почани и Струмица. Бидете дел од ЕТЦ фамилијата. Секој прв викенд во месецот најсреќниот купувач вредноста на сметката ја добива гратис. Оваа недела, покрај редовните акции, Елкос ви нуди и екстремно ниски цени на свежа свинска кременадла за 199 динари и свежо свинско ребро за само 209 динари. Елкос, каде купувањето носи насмевка. Вистинските прогнозери знаат да одберат. Следете надпревари, уживајте и навивајте за кого сакате и каде сакате, но имајте стил. Обложувајте се единствено во Вил Хил. Во билтените на Вил Хил спортскиот свет ви е како на дланка. Ваш избор со наш коефициент до примамлива добивка. Обложувалници Вил Хил во секој катче на Македонија. Продолжуваме со емисијата. Добив сигнал дека има гледач. Ало, добар ден, велам на кого? Ало? Добар ден. Повелете? Тука е Сузана Павлова. Да? Кет. Единица. Се прекина линијата Сузана? Да, единица. Единица. Поздрав и честит празник, Сузана. Баш ви било вака кога се јавувате од понежниот пол. Дали имаме друг гледач? Да. Добар ден, повелете. Добар ден, Салио Шефки. Шефки, каде си бе, Шефки? Тука. Виница. Да. Шефки, знаеш ли кој е гостин денеска? Кој? Ајде, ќе замолам режијата.
Велам добар ден, добро дојде на Джаровски. Браво, Шефки, браво. Како е? Ќе погодиме нешто, не ли? Шефки прогноза. Се изгуби Шефки. Дали на линија режија? Ми се чини дека рече единица. Шефки Салиов, еве запишуваме единица. Зашто? Джаро, добро дојде, како еве овој дожлив 2 мај, јас реков во најавата некош бевме по ливади пољани, меѓутоа сега убаво е вака пријатно, тмурно, дожливо во студиото на Ирис телевизија. Па мене ми уште подобро, се враќам пред 2 месеца кога дојдов овде и кога реков дека мртов ќе бидам ако испадне Брегалница и искочи дека не испадна Брегалница. Да, и сега Брегалница дури на она најпрофитабилно прво место во плей-аут групата. Го мина и Хоризонт, пора гол разлика, подобра винчевен дуел. После војна е лесно да сме генерали, ја тоа го реков уште пред 2-3 месеца. Не затоа што имам симпатии и пријатели у Брегалница, него затоа што е вистина квалитет тоа. Па тоа беше полудел луѓе што него тепаат тетекст таму. Да, али имаше шанс. Утре ке тепаат. Да, имаше шанси, меѓутоа еве кога не се користат, јас мислам дека еве има најави од фалангата и од највачите на Брегалница без разлика на 0:0, тетекст ќе биде достоинствено пречекан. Бидејќи заслужува таа екипа, ако не друго, барем и финалист на купата. Како не? Не, и они се стари добри пријатели, без разлика. Сите мислеа тоа ќе биде лесна работа за Брегалница, ама искочи тешко. Најтешко е добија надпревар, најтешко е надпревар кој во една екипа изразит фаворит, бодови не се добиваат. Мора да се избора за бодовите. Дали имаме гледаче линија режија? Добар ден. Се исклучи. Пред малку се јави твојот пријател, полицајецот од Делчево, Игор Илиевски. Јас ќе го замолам, ако може да добие, ја не го знам број, иначе ние ќе вртаме да го добиеме. Тој често пати се јавува, упатува поздрав, ние се слушаме за секој мисија. Игор е мој добар пријател, поздрав до сите и до сите во Македонска каменица. Штета што Стаса нема сега прволигаш. Нема ни второлигаш. Има во трета лига. Трета лига, добро, па полека, ке стигнат може до прва некој. Инаку, Джаровски, благодарение еве на сите наши гости, благодарение на тебе специјално од Джаро Типкат, че издвоиме во оваа емисија, сигналот на Ирис телевизија во посредство со телевизија Кобра допира до Гевгелија, Валандово, Дојран, Богданци, Струмица, Радовиш, па се до овој наш добриот стари исток тука Берово, Делчево. Верниот исток. Ја го викам верниот исток. Што ќе кажеш еве за ова новина за гледачите од има ли таму пријатели Стојаково, Гевгелија? Пријатели премногу. Ја не се ќе треба 4 емисија кои споминам, меѓутоа ја секој втор викенд одам во Дојран. Во казиното одам Хит, зашто мојот бивш партнер со кој државме казино, Кире Кристијан е газда на Хит казиното у Дојран. Има многу школски другари, Илија Радевски од Богданци, Ване исто така, Ѓоко и Дане од Дојран, но и тоа се сите играчи састани. Со посредство на Ирис телевизија ние одевме 12 години на Охридскиот маратон. Минатата година летото бе во Дојран, Дојран е фантастично промене, тоа е чудо едно од туристички рај, а за ова година се подготвува уште нови изненадувања. Гледач, ало, добар ден. Ало? Нешто не е вред со линиите. Има. Кој е на линија, повелете? Телефон. Кој? Лазе Велков. Режија, не знам, нешто не е вред. Кај се јава, брат? Лазе Велков. Лазе Велков? Да. Лазе, прогноза? Кец. Лазе? Кец. Благодарам, Лазе Велков од Штип. Кец, значи, бевме зборов во Дојран, значи, далеко е напреднато Дојран, едноставно немаше вода, немаше ништо, меѓутоа во овие последни 2-3 години Дојран е значително наарно унапреден. Така ли е, Ѓаровски? Овој Самов е градоначалникот, едно паметно и младо момче, ја верувам у него, дури мислам дека и мини маратон ќе направат они. Дали ќе влезе у фина или не знам, али ќе направат мини маратон. Заслужува, да. Како не заслужува? Па пола исток е таму.
Инаку, од предходното издание што има ново околу Џеровски, околу естрадата, околу спортот, еве, мора јавно да кажеме дека ти беше најдоследен за Брегалница, веруваше во Брегалница, кога беше ептен на дното и еве твоите зборови со обистинија. Брегалница испадна на прво место на ова плей-аут листа од сосема долу, со Тетекс беа тука некаде 11, 9 и 13 бодови. Сега Брегалница има 30. Не е спорно за Брегалница. Она и у баража кој иде, ќе падне или со Гостивар или со Македонија Ѓорче Петров, кај год да игра, една утакмица ќе победи. Не смее никој да оштети, а квалитет има подобар и од двата тима. Друга констатација која имам Џеровски, откако почна твоето јавување овде, откако коментираме за судиите, ти спомна некој суди, сега не може да сетам, за 99,9% е подобрено судењето на Брегалница и овде и на страна. Тоа е едно чудо, еве, следеме ги ние сите надпревари на Брегалница во Штип на гости, не одам, меѓутоа фантастично, млади дечки, кои што еве некои има на листата на интернационалци, одлично си е завршат свирката. Па пазите, судиите се плашат највише од вас, од медиумите. Jer не е за мене Илчо Георгиевски прост човек у Федерацијата. Најголем авторитет у Федерацијата е Ставрев. Александар Ставрев. По мене он е најголем авторитет. Jer него не може да му каже никој ништо. Инаку еве сега за чести коментарите за ова плей-аут, плей-оф, имаше твој коментар дека овој систем некако не одговара. Па не одговара, не. Ако сме поштени сега, еве зборам и на Федерацијата, и на сите гледачи, ова првенство не треба да има испаѓање. Знаете зашто? Затоа што 5-6 тима играа на неутрални терени заради реконструкција, тоа е виша сила. Значи, ова, по мене, оваа година треба да се прошири лигата за 2 тима и да нема испаѓање. Да. Тоа е најпоштено, затоа што вистина се реконструира стадионите. Па имаше случаи, да речеме, Шкендија 3 пати гостува на Работнички, еднаш во Тетово. Како може? Вардар 3 пати, да речеме, во Тетово, еднаш во Скопје. Брегалница сличи ситуации, тоа го нема никаде. Секаде ако се еви 4 кружно ако се игра, 2 надпревари во Скопје, 2 во Тетово, 2 во Штип, 2 во Куманово, да речеме. А ова го нема никаде. 3 надпревари во еден град, а само еден единствен. Пушка, значи пак ќе кажам. Моја идеја и предлог и до Илчо и до сите, да нема испаѓање оваа година заради виша сила, реконструкција на терените и ништо друго. Да се прошири лигата за 2 тима. Да. Твој коментар еве дојде до смена на селектерската позиција, си отиде Бошко Ѓуровски, на негово место Друловиќ. Имаше коментар на Дарко Панча, на некои други дека многу лесно се откажуваме после 3-4 надпревари. Дали заслужува такво невнимание селекторите или тоа е истината на македонскиот фудбал? Не, ние немаме лига, тука е проблемот. Тоа е, ние немаме играчи, тоа е практично пиштол квалитетен без пушка, без метак. А може и пушка без метак? Не. Може. Не, ја не се слагам да се даваат пари така од Федерацијата. Ја разбирам, некој ако дава пари за клуб, па и да има одговорност. Овде нема одговорност, само шибаат цифри. Па и немаме многу квалитетни играчи, еве се дозволи така лесно Горан Пандов да го отпишат. Ако не друго, барем можеше да се, еве, тебе да ти спратат да преговараш, чекай бе, Горан, во интерес на нацијата, малку звезди имаме и многу лесно ми се чини се откажуваме од нив. А не знам зашто, не сум ја сигурен зашто се откажа Горан Пандов. Ја мислам дека он има кавга со некои луѓе овдека. Па токму тоа ми е зборот да се... Тоа е кавга, да не криеме сега, години имал, килаже имал ова. Не, он има кавга со некои луѓе, треба да биде маж како ве на теренот, да искочи да каже луѓе, тоа и тоа не ми одговара кај тие луѓе и ќе завршиме работа. Го имаме оно специјално катче Џаро тип. Имаше подготвено парови да не чекаат гледачите, бидејќи се нестрпливи, а и до сега искуството вели дека скоро 90% се сигурни твоите пари. Еве вака, ја не играм за многу пари, али играм да се погоди. Ете, нека има добар викенд. Барселона двојка. Барселона, тоа е значи Кордоба Барселона. Да. Еве да запишам Кордоба Барселона двојка. Жил Висенте Бенфика двојка. Жил Висенте Бенфика двојка. Тоа е Португалија. Маđarска МТК Кец. МТК ќе го најдеме противникот Кец. И у Штип Брегалница Кец. Брегалница Тетекс Кец.
Дали ме гледачи? А и Лион Невион го... А и Лион Невион, да. Единица, така. Да, единица. Значи, Гетафе не е Гетафе Не е Гетафе, Барселона. Кордоба е. Кордоба е. Место Гетафе, Кордоба, Барселона, двојка. Жил Висенте, Бенфика, двојка. МТК, Кешкемет, Унгарија, единица. Лион Невиан, единица. И Брегалница, Тетекс, единица. Тоа е, еве само, кој фаре тука? Лион Невиан. Лион Невиан, да. Тоа е предлог. Тоа е мојот предлог. Сега, имаме уште еден совет за пасионираните играчи. Момент, само микрофончето, да го... Сега, пазите добро. Слушајте ме, денеска и утре, у Лига 1 и Лига 2 у Енглеска се игра задње коло. Земите ги билтените убаво, гледајте кој испаѓа, кој влага, кој игра бараш, таму гол разлика одлучува. Лига 1 и Лига 2 у Германија денес, не у Германија, у Англија се игра последно коло. Пазите, тука можете да земете пари. Да кажеме, Ватфорд е сигурен, сигурно иде у прва лига. Меѓутоа, таму е наградата недека околу 2,5 милиона фунти за прво место. Не е важно што се они први, они ќе играат за тие 2,5 милиони фунти. Да. Значи тоа е Вотфорд, тука е сигурен во Ама премиер лигата. Треба да е прв, не е уште прв. Да. Он е сигурен дека влага. А бодовно сакаш дека да, 88 и 87 има Бормут. Борнемау, да. Да. Има Задње влијание, коло еден бот е разлика, а не е се исто кој е прв. Не, таму е парично голема награда. Да, значи во случај на прво место колку рече? 2,5 милиона фунти за таа награда лига. за прво место, сигурно, да. Друго, што ќе кажем интересно на гледачите, Джаровски? Интересно е сега, ако е спремна режијата, у времето ја кога се бавев со прљави работи околу фудбалот, мојот драг пријател Ѓорđe Балашевиќ, баш ова време напише една песма за местени утакмици, па и 2-3 стиха, само да видиме ако може режија ако е спремна. Режија кој е подготвено песната да Ѓорđe Балашевиќ, како управата ги враќа бодовите и така. Uprava našeg kluba vešta, u njoj su važni drugovi. Lakše se muva i namešta, lakše se vrate dugovi. Uprava našeg kluba moćna, poštenom svetu od njih zord. Paze ko straža danonoćna, da se ne umeša sport. Ne samo da dočekam ju, sve je drugo podrazno. Samo je još mesec pun, sve je ostalo prazno. Samo da dočekam leto, sve mirno i čutke. Samo je još mesec pun na trenutke. Ajmo! A sito je do juna, bato, sito je! Dva dana možda, 3. Изненадување, Джаровски, од која година ова снимка? Ова е 86-та. Стариот добар Ѓорđe Балашевиќ. Она генерација у име знах из 50-ти. Неке тука, неке да сум и јас и со Здравко Цолич и Ѓорđe Балашевиќ. Сега кога сме кај Чолич да ти кажам. Да. Концертот ќе се одржи у Штип, али не у јуни, него у август. Затоа што правиме голем концерт на Билјанини извори Охрид на 1 август и сега зависи у август кога ќе се договориме со Захарија, со Илчо и со пријателите у Скопје. Значи, дефинитивно Чолич доаѓа у Штип, али доаѓа у август, а не у јуни. Затоа што да вржеме 3 дена у Македонија. Да, значи тоа во Билјанини извори во стадионот Охрид, да, во част на Илине, сигурно. Тогаш Охрид е полсо туристи, а тука некаде во првата недела на август се одржи овој легендарен Охридски пливачки маратон. Ние како
екипа, спортска редакција на Ирис телевизија, 12 години го следаме маратонот. Лани некако имавме некои недоразбирање со организаторите, меѓутоа се надам дека ова година ќе ни излета во пресред. Зашто не разбирам? Па не знам, се некои технички проблеми околу каќењата. Бидејќи ние наша екипа... Само има две екипи кои се, едната е од Атина Бојаджи, другата е од Леко Радич. Па добро, сега Атина Бојаджи веќе отиде во... Ама, не знам. Да ви кажам, маратонот го вративме, мртов беше. Да. Лав Мирослав Наумовски, Бошко Трпевски, еден ваш колега новинар и ја. На зезање у една кафана, за Мјалчо Дургутов зборам. Да. На зезање, ајде и го вративме. Ние у скок пишувавме и цела Македонија помогна и се врати тоа. Па јас го следам маратонот деве со дечките тука се во режијата. 12 години бев, знам, 62 е првата трка. Тука Дики Бојаджи има победено, Атина Бојаджи победник, Абу Хеиф е победник овој од Египет. Да. И имаше Траваљо некој италијанец. Овој италијан еден, он прво место у фотофиниш му зема на Книве Савин кај Канео тука. Тоа е као од тука до Баргала или до Мал одмор. Охридскиот маратон се одржува, меѓутоа имаше застој некаде околу 10 години и еве со обновување на македонско, осамостување на Македонија се врати интересно за Охридскиот маратон. Еве сега имаме некои други. Едина светски и европска атракција, значи Охридскиот маратон е едини маратон во она класика од 30 километри кој што се одржува на слатки води. Сега има на Сава, меѓутоа до пред 2-3 години... Не, тоа е течна вода, не иде тоа. Али до пред 2-3 години, еве, да исклучиме Сава, Охридскиот маратон беше единствени на слатки води. На Фина, на календарот нивни. Да. Имаше Капри, Неапол, Александрија таму, во Египет. Има повеќе европски, меѓутоа Охридскиот е традиција, треба да се негува и треба да обстои единствена светска манифестација на европски континент која што се одвижува, тоа е Охрид или нашиот балкански Јерусалим. Џаровски, друго што ќе порачиме на гледачите, веќе сме во финишот на емисијата. Па друго, вака да ви кажам, 3 работи кои се најосновни за кладионица. Прво, немојте алапливи да бидете. Друго, не ги гледате прво коефициентите да играте. И трето, не можете да се збогатите од кладионица. Тоа е машинерија една од бројки која треба да ја победите, а тоа не можете. За мене кладионицата потешка него казино. Разбирате? Jer imate 3 трознака, 27 комбинации. Вие играте една, останува 26 за куќата. Значи, само да се игра реално 2-3 пара и еве за 50 денара еден мој овакво предлог, како за 50 денара да имате скоро секојаш добитак. Играте 2-3 фикса мали и ќе барате вака, ќе кажете ова е идиотски, нема пари. Едно од 5. Тоа се за 50 денара, 5 по 5, 25 комбинации, за 50 денара можете едно од 5, ако не погодите, онда значи вистина сте несреќен човек. Ме разбираш? Да. Дали играш прво јаче од друго, дали играш 2 у кец, дали кец у 2, дали гол прво, дали гол второ, дали 4 плюс, 6 плюс или 7 плюс, важно едно од 5, ако не погодиш, ти не треба да се бавиш со таа. Значи едно од 5 и 2 фикса и секојаш играт имате награда. Заборав да ви овако ќе заборав да ви кажам, изегни ви честита првовајските празници, сега ќе почнат кај него здрави храни да има и за бебиња, и за трудници, и за кладионичари. Ја викам зашто за кладионичари? Па да имаат повеќе концентрација. Така. Добро, и рече ти играм на ниски коефициенти, на мали коефициенти, ама сигурни. Ја така играм. Боле ишта него ништа, вика србите. Еве сега да ги повториме на гледачите, ако е подготвено во режијата телопите, паровите 10 парови на нашиот денешен ексклузивен гостин кој беше, тоа беше Југослав Стефанов, карате балкански поранешен првак и бронзан од Европското првенство во Ридинг 2014. Вердер Райнтрх 3+, Хофенхайм Борусија Дортмунд X. Таму може, по мене, таму може 4+, дури и 5+ да биде. Хофенхайм Борусија. Да. Добро. Они освоја една титула. Да. Бајер Леверкузен, Бајер Михен 3+, Манчестер Юнайтед ВБА Кетс, Тоттенхем Манчестер Сити 3+, Челси Кристал Палас тип 1, Кордоба Барселона 3+, Севиља Реал Мадрид 3+, Самдорија Јувентус Кетс X и Наполи Милан X2.
и прогнозата за нашиот денешен парз Брегалница Тетекс 3:0. Да ги видиме и да го видиме и телопот. Ова е статистика на Брегалница Тетекс. Джаровски еве да видиме. Значи од 2010 година Тетекс Брегалница 2:0. Реванш од Брегалница Тетекс 1:0. Тетекс Брегалница 0:2 во 2011. Тетекс Брегалница 3:1. Брегалница Тетекс 2:0. Брегалница Тетекс 1:2. Значи знае да изненади Тетекс честопати. Брегалница Тетекс 2012 2:0. Тетекс Брегалница 0:2 2013. Брегалница Тетекс 2:0. Тетекс Брегалница тоа е минатата сезона 0:1, првото коло кое беше. Брегалница Тетекс 4:1 и последниот надпревар Тетекс Брегалница пред 2 недели 0:0. Значи утре недела започнуваат плей-аут и плей-оф возбудувањата. Брегалница битката за опстанок ја започнува против екипата на Тетекс на Градски 16:00. Часот сите на Градски, сите надпревари со 16 часот, освен Вардар кој што игра со Металург во 18. Евета табелата во плей-оф. Вардар е прв 61 бод, Работнички стартува со 55, Шкендија со 47, Ренова 44, Силекс 34 и Металург 33. Плей-оф надпревари ќе има 5 кола и тука е разликата што рече Џаровски дека не бидува овај не бидува, треба се менја. Плей-аут ќе има 6 кола. Значи шампионот на Македонија ќе го добиеме, а плей-аут ќе има уште едно коло да се игра. Па јас сум рекол уште еднашка да нема испаѓање оваа година заради реновирање на стадионите, тоа е нерегуларно, тоа е виша сила и да се прошири лигата за 2 тима и уште еднашка напомена за сите гледачи кои го гледаат Ирис, лидерот на медиумскиот лидер на Македонија на југот и на истокот, не заборавете, прва и втора енглеска лига се игра задње коло, одлучува гол разлика. Ете така. Поздрав до сите, од мене се не знам Пушката и Горан кај ќе не водат на Пастар Марија и Чолич е у Штип, значи не у јуни, не у август. Ете така. Само ще еднаш да видам дали Игор не следи од Македонска каменица, Игор Илиевски, рече дека ќе се обиде да се слушне со тебе, ако не гледа, ако не следи Игор Илиевски, ќе го замолам линиите, ако се слободни да ни се јави, еве чисто во живо да се слушнете, тој е добар твој пријател и полицаец од Македонска каменица, кога е во можност тој се јавува, да се чекаме момент дали го ќе ни се јави Игор Илиевски. Режија нема. Нема, добро, Игор, поздрави до тебе и до мајка ти, која на мене на Чолич ни направи она пита која не можам уште да ја заборавам пред концертот за денот на рударите и Голема Богородица и ослободувањето на Македонска каменица. Штипјани поздрав, имаме прва лига и до година, 1:0 е добро за утре, доволно е, не треба да ни 5 ни 6:0. Важно е да Турново не го тепа 6:0, да кажеме Металург. Ма Турново ќе изгуби веќе и еве најново овај Димитковски тренерот. Да. Си понде составка, повторно го враќаат Арифовски, значи чим дојде до промена на шефот на стручниот штаб, тоа веќе се некои несигурности кои што сигурно ќе се одразат и на играта на Хоризонт. Значи Љупче Димитковски поднесе оставка, на негово место го враќаат шефки Арифовски, така да може да има и утре изненадување Хоризонт Пелиснер и Брегалница Тетекс се паровите за првото коло плей-аут. Нема, готово стана у лига. Сега мене ми е криво што го нема снимакот од порано, али не е важно. Кој снимак? Кога викав дека остануваме сигурно 100%. Не, има сите емисии, ги има и ти беше гостин во 6-та емисија, таму некаде во 9-та дојде кога беше Игор Манасов од Пробиштип, ова е сега веќе ми се чини трето гостување. Сите емисии ги има на YouTube, на интернет, можеме да ставиме на страницата на Ирис телевизија. Јас се издвоив твојата изјава и во вестите на Ирис телевизија, кој рече дека Брегалница сигурно станува и толку мило звучеше кај Штипјани, многу ме начекуваат, а овде во Џаровски, значи еден од ретките кој што доаѓа од Скопје и што директно е врзан со Брегалница, искрено од срце навива за Брегалница да стане, бидејќи го чува верниот исто. Како беше? Верниот исто, па 100 пријатели имам тука. Сега не е важно, важно е и имаме ние селектор у Македонија, зашто моравме Друлович да го носиме? Ја мислам дека Пушка, ти си заборел на Друлович. И ја исто. Да.
Ја знам Црногорски ми се чини. Играше за малку за Порто, знам. Да, малку 10 години Па беше што во фали Португалија. стручен штаб да беа Зоран Смилевски, Драги Христовски и уште еден тренер. Па што? Ем поевтино, Ма има ем тука, наше. беше Илија Најдовски, тука е Дарко Пачепа. Не, Дарко неќе. Али Илија Најдовски зошто даде оставка? Може, тој беше директор. Затоа што и Панчев, овој Пандев, пардон, што ти реков, се кара со луѓето. Добро, Џаровски мило ми беше, ова е 29-то издание на нашата емисија. Ти беше гостин во 6-то име Педанта статистика. Јас ти благодарам. Биди поздравен. Мило ми еве вака што почесто се видуваме, бидејќи сега и територијата на гледањето на емисијата се зголемува верниот исток, тука е и верниот југоисток. Знаете, сега да ви кажам една вистината анекдота која ми се деси пред 3-4 сата. Идат полициски кола, чистачи све и хаос. И мене не ме интересира, мене не ме закачаат, ја запрев каде, они идат на конгрес у Куманово ВМРО. Не бе, викам, навратите у Штип, таму ви е базата во Куманово. Се смеја, дајде бегај, Џаро. Благодарам, Џаровски, уште еднаш. Драги гледачи, ова беше 29-то издание на емисијата Тип 102. Се гледаме следната сабота во 13 часот и 30 минути. Поздрав од мене, драги Герасима Пушка, од Велибор Џаровски Џаро, од дечките во техника Трајче Андонов, Горан Христовски Кичо, Трајче Малинов Чордаш, Виктор Михайловски, Дарко Донев, Теодор Кусекатов и Горан Тодоров. Останете со здравие, уживете во мајскиот празник. Се гледаме следната сабота. Пријатно. Athlete.